Најмалку 200.000 евра ќе чинат Штипската болница барањата за исплата на заостанатите паушали и дежурства. Ова е грубата пресметка која ја направиле во болницата, но за точните бројки се уште се чекаат резултатите од вештачењето. Јас имам разговарано во Фондот за здравство, очекуваме у најскоро време да дојдат луѓе контролори кои што ќе пресметаат на нас за 3 години за сите вработени во клиничка болница, дали и на колку треба да му платиме. А после тоа веројатно ќе пристапиме кон договори со вработените, се они што ќе прифатат да го потпишат, да, на неколку рати успееме да го вратиме сето она што им било ускратено не по наша вина во изминатите години. Во меѓувреме болницата ќе започне со редовна исплата на овие надоместоци. Има генерално првични сигнали дека веројатно ќе пробат да ни помогнат да ни у тој дел со финансиски средства да можеме на рати да ги исплатиме тоа што сме должни, меѓутоа тоа е се у сферата на подготовки и така, кој ќе има нешто конкретно ќе ве информираме за тоа. Сепак доколку вработените одбијат да ја прифатат понудата на болницата и решат парите да ги бараат преку суд, тоа за болницата би значиле нови трошоци и сериозна опасност за нормалното работење. И тоа ако во стасам до тужби и до судот, тоа ќе бидеме и удлабоко црвена зона. Ќе не се блокира работата. Пари за ноќна работа и други надоместоци на персоналот од Штипската болница не им бил исплаќан со години, но законски пари може да се исплатат само за последните 3.